Состојбата со коронавирусот во Кочанскиот регион и понатаму е без поголеми промени во позитивна насока. На подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје од Кочани, бројот на заболени лица и понатаму бележи благ пораст, а варира и бројката на граѓани за кои се применува мерката за домашна изолација. Од Општинскиот кризен штаб со кој раководи градоначалникот Никол Чуилиев истакнаа дека состојбата постојано се следи и се преземаат неопходните мерки за заштита и превентива од ширењето на вирусот. Во изминатите 24 часа, како што добивме информација, имаме плюс едно лице заболено со коронавирусот, значи вкупно во Кочани заедно со Чешиново, Облешово и Зрновци имаме 22 лица кај кои е забележан коронавирусот, односно потврден коронавирусот. Инаку во општина Кочани денеска со решение се во изолација 37 лица, 20 се во самоизолација, значи вкупно 57 лица, додека од нашите соседни општини имаме во Чешиново, Облешово 20 се со самоизолација и 15 со решение, од кои 3 се позитивни, и Зрновци со решение имаме 9 лица и самоизолација 3 лица, од кои од овие со решенија се 2 позитивни. Значи вкупно на територијата која покрива Центарот за јавно здравје Кочани, во овој момент имаме 22 лица кај кои е потврден коронавирусот. Општинскиот кризен штаб информираше дека граѓаните на Кочани во голем процент ја почитувале мерката за ограничување на движењето во текот на викендот, а за викенд деновите били издадени 50 на дозволи, пред се за трговски и други услужни дуќани кои доставуваат храна и продукти за старите, изнемоштени и за хендикепираните лица. Комуналното предпријатие Водовод Викендов евидентирало зголемена потрошувачка на водата за пиење од градскиот водовод, што е поголема за 1/4 во споредба со останатите денови од неделата. Од бунарскиот систем Градовски Орман до станицата за пречистување се испорачуваат над 190 литри вода во секунда, со што оптоварувањето на мрежата е на горната граница од капацитетот. Од Водовод информираа дека снабдувањето на корисниците се одвива отежното, а во делови од високата зона во градот има намалување на притисокот, поради што доаѓа и до повремени прекини. Апелиравме на рационално трошење на водата, од причина што имавме дежурни служби во саботата и во неделата, каде што утврдивме некои појави каде што наводнуваат павчи, наводнуваат тревни површини, перат творови и слично, значи водата се користи нерационално. Од тие причини, а имавме зголемена потрошена вода, работевме со максимален капацитет од 195 литри во секунда, апелиравме до граѓаните да ја трошат во оваа ситуација во време на пандемија водата малку порационално, за да можат сите граѓани да бидат снабдени со вода, да не се доведеме во ситуација кај некои делови, особено кај повисоките зони, кај повисоките делови од градот, да не дојде до паѓање на притисокот. Има ли опасност од можеби рестрикции да се појават доколку се продолжи со ваква практика? Не, за сега сметаме дека рестрикции нема, бидејќи преку текот на неделата водата се троши нормално, немаме некои проблеми. Ќе видиме сега овој викенд, бидејќи ќе биде петок и понеделник неработни, граѓаните ќе бидат дома, ќе упатиме уште еден апел, ќе ги полниме резерварите, се со цел за да излеземе во пресвет на граѓаните да има доволна количина на вода. Повторно ќе дадеме еден апел за да се користи рационално. Сметам дека ќе го издржиме и овој период. Поради енормната потрошувачка на водата од градскиот водовод и намалувањето на притисокот во системот за снабдување, најмногу на удар се корисниците од високите зони во градот, кои опфаќаат околу 1/3 од потрошувачите во Кочани. Во моментот активни се сите бунари со кои се снабдува филтер станицата, нивната издашност е на задоволително ниво, а системот за препумпување е во функција, па во тој дел во водовод немаат проблеми. Во просек дневно се испорачуваат по околу 16.000 метри кубни вода, а поради опаѓањето на притисокот во дел од мрежата е регистриран и пораст на дефектите. Од Водовод апелираа водата да не се злоупотребува и да се користи рационално, за да се избегнат прекини во испораката и евентуални рестрикции. Локалната самоуправа на Зрновци ја заврши реконструкцијата на Домот на културата во селото Видовиште, за што инвестираше над 6.200.000 денари.
Средствата беа обезбедени преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, а со инвестицијата објектот доби нова надворешна термоизолацијска фасада и ПВЦ столарија. Дотрениот покрив од керамиди е заменет со лимен. Исто така реновирани се сите санитарни јазли, а обновен е и подот во внатрешните простории. Реконструкцијата на Домот на културата во Видовиште, што како објект е изграден пред повеќе од 70 години, е втор поголем градежен зафат по неговото делумно реновирање во 80-тите години од минатиот век. Со тоа, општината успеа да го заштити од пропаѓање и да го врати во функција не само за жителите на Видовиште, туку и за граѓаните од другите населени места. Добиена е корисна површина од околу 1000 квадратни метри, што заедно со изградениот парк и црквата што се во непосредна близина представува прекрасно урбано катче во ова населено место. Во рамки на адаптацијата и санацијата целосно е промената и електричната инсталација, а поставена е громобранска и противпожарна заштита, така што објектот ги исполнува сите услови за одржување културни и други настани. Во рамки на подобрувањето на комуналната инфраструктура во Видовиште, од општината најавуваат дека во иднина се планира и изградба на мал старечки дом. Во Зрновци заврши втората фаза од проектот за изградба на етнокуќата и регионалниот етнопарк. Во насока на зачувување и негување на културните вредности на Зрновци во регионалниот етнопарк и етнокуќата ќе се сместат стотици експонати, сведоци на минатото, што ќе останат во наследство на идните генерации. Етнокуќата има автентичен селски изглед и во неа ќе бидат изложени домашни алати, облека и стари предмети што се карактеристични за регионот. Заради комплетирање на експонатите, градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков ги повика сите граѓани кои имаат стари предмети што ги користеле нивните предци при секојдневното живење, а што веќе не им се потребни, да ги донираат. Тоа можат да бидат разни предмети од текстил, дрво, метал, глина, стари фотографии и слично, при што ќе биде назначено од која фамилија потекнуваат. Старите фотографии ќе бидат преработени, ќе се изработи копија, а оригиналите ќе им бидат вратени на собствениците. Средствата за проектот ги обезбедија Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој во соработка со Центарот за развој на Источниот плански регион и општината Зрновци. Биографијата, творештвото и 3 песни на младиот поет Андре Јанков од Кочани по објавата на српски портал сега е направен превод и на англиски и француски јазик. За прв пат дел од творештвото на Јанков е преведено на 2 странски јазици. Задоволството кај овој млад поет беше огромно и повод Канал 8 да го исконтактира, за да може и со граѓаните да го сподели искуството и радоста и во оваа криза и ворадна состојба поради коронавирусот, сепак да се случи и нешто позитивно и убаво. Оваа соработка дојде преку социјалната мрежа Facebook заедно со Дијана Урехек Стевановик, српска поетеса. На обострана соработка и почи дојдовме при тоа што и пратив материјали, дел од моето творештво, песна и биографија да биде преведена на српски јазик, а подосна веќе тоа беше преведено и на француски и на англиски и добра вест е тоа што нели ширум светот се објавуваат писатели на други странски јазици, па ете дојдов на ред така да се изразам нели и дел од моето творештво да биде преведено на странски јазик. Искрено почнав да пишувам поезија проза веќе во адолесцентската возраст, веќе во почетокот на мојата 16-та година, додека бев средно образование, а почнав масовно да пишувам поезија и проза, подосна и есеи, веќе кога стапнав нели во академската школа, односно кога се запишав на факултет. Студирам македонски јазик и книжевност на филолошкиот факултет Гоце Делчев во Штип. Понатаму се гледам како еден професор по македонски јазик и литература и се надевам како успешен писател. Инаку, Андре Јанков е роден во Кочани, студира филолошки факултет, македонски јазик и книжевност во Штип. Својата пасија и љубов кон пишаниот збор ги пројавува околу средината на неговата адолесцентска возраст. Континуирано и внимателно го гради своето творештво врз една стабилна, уредна и успешна низа од безброј песни, раскази и есеи. Има издадено книга во електронско издание на порталот за литература makedonika.mk под наслов Јазикот на срцето 2017 година.
Учествува на разни литературни манифестации во и надвор од државата. Пишува поезија, проза, хајку поезија, есеи, критики и рецензии. Члена на литературниот клуб Копнеш во Кочани, на книжевното списание Кула при Филолошкиот факултет во Штип, на студентското собрание при Филолошкиот факултет во Штип и на фондацијата Такец во Битола. Активен член, каде што објавува дел од своето творештво, е и на социјалните фејсбук групи Поезија за душа, најубава проза, Сакам книги, Размена на книги и книжевни муавети. Има добиено бројни награди за раскази и песни на литературни конкурси и поетски манифестации, како и благодарници и признанија за учество на литературни настани.